Млади македонци и грци на 2 септември ќе се дружат и вмрежуваат во Валандово преку низа културни и спортски активности на еднодневниот фестивал символично насловен Доживеа соработката. Организаторите од Младинскиот сојуз ни се гости, односно една од организаторките од Младинскиот сојуз ни се гостинки, Анелија Митрова. Добро утро, Анелија, и добро дојдовте во утринската Добро утро, фала на програма. Последниве топли денови ќе ги искористите за дружба помеѓу младите од две држави. Докаде се подготовките, што се ќе се случува во Валандово? Се надевам дека нема да биде толку топло, како што беше цело лето. А подготовките се при крај, финални подготовки правиме. Што ќе се случува во Валандово? Во Валандово ќе дојдат повеќе од 150 млади луѓе од Грција и Македонија кои што ќе ја доживуваат заедно соработката помеѓу двете земји, односно ќе бидат дел од низа на културни активности, во кои што се вклучуваат спортски активности, еколошки активности, културолошки активности, на крај ќе завршат со мала забава, односно ќе слушаат два бенда, еден младински бенд од Македонија и еден младински бенд од Грција. Ваквата дружба не е прва, баш напротив, изминатиот период се организира и неколку. Ме интересира какви се искуствата, како поминуваа и како изгледа дружба помеѓу млади од две држави кои што генерално имаат иста визија за иднината, меѓутоа имаат и различни начини на живење. Подготовките секогаш се, да речам, по непредвидливи, затоа што не знаат каде одат, многу од нив прв пат одат во Грција или прв пат доаѓаат во Македонија, па не знаат каде одат, па има една доза на неизвестност до моментот, до првото запознавање, до првото дружење, или би рекла до првата вечер во оној неформалниот дел. Искуството кажува дека е многу важно младите луѓе од овие две земји, од две соседни земји, да се запознаат себе си и да видат кои се нивните заеднички интереси, кои се нивните, каква е нивната визија за иднината, каква е ситуацијата на младите во едната или во другата земја. Размислуваат ниста бранова должина во поглед на еве, што сакаат, колку што се поблиску да живеат, колку што се поблиску до границата, да. За жал размислуваат како да заминат, односно во некоја западна европска земја, без да имаат можност да видат дека во соработката со соседите може тоа да се промени, така што ваквиот тип на пријателство и ваквиот тип на запознавање имаат едно влијание што е долготрајно, што може да ги промени нивните видици, нивните перспективи за иднината конкретно. Се движи ли тоа брзо? Или се уште некако темпото е побавно во однос на промените, бидејќи младите, за разлика од генерациите од 70-тите и 80-тите, сакаат сега, веднаш и одма, и немаат време за чекање, ниту пак трпение за Па да речем, од мојата генерација, да 30 како ги доживуваат промените на кои што тие укажуваат? Ги доживуваат промените за оние промени кои што им се важни. Ако им е важна промената, тогаш се брзи, сакаат да се случи промената, имаат елан. Ако тоа не ги интересира, едноставно ја премостуваат самата промена, ако не се заинтересирани на темата. Односно, младите луѓе, сега оваа генерација, Z, што би рекла, не е оптоварена со дневно-политички теми, не е заинтересирана за билатерални прашања и билатерални конфликти, повеќе сака што е нивниот интерес, што можат да добијат од своето присуство или од своето дружење и како можат тоа да го капитализираат. Така што еден интересен, за мене, една интересна група на млади луѓе што знаат што сакаат и знаат точно колку сакаат и точно кога сакаат. Значи, ако некој не сака, нема да дојде во 9 саат на утринска емисија кај Тина, ако тоа не е од негов личен интерес. Од друга страна, имаат ли впечаток дека се слушнати во поглед на барањето, во поглед на жилбите, во какво општество сакаат да живеат? Ги слушали некој и одговара ли некој позитивно на нивните барања? Па може да зборам, да речеме, од невладиниот сектор или од младинскиот сектор, ние и така како ги слушаме нивните потреби и цело време се трудиме да направиме ние промени во нашето функционирање и во можностите кои ги нудиме за младите луѓе, тие да одговорат на нивните потреби и желби. А државата? Државата не е, за жал, се уште не, затоа што немаме создадено диалог помеѓу младите и властите, односно властите не се доволно сензибилизирани на темата млади. Едноставно сметаат дека
младите се категорија која што оди на избори, е присутна тука, може да бидат поканети на одреден тип на настани, конструктивни диалози или така натаму. Меѓутоа не ги слушаат, бидејќи ми сметам дека немаме доволно статистички податоци колку млади живеат тука, што младите луѓе посакуваат, на што на младите им треба, па од тука политиките кои ги креираат не соодветствуваат со она што младите го посакуваат или им е потребно. Тогаш, ајде да правиме промени. Што им е најнеопходно на младите во моментот? Што е она што државата треба да го слушне и како промена треба да го спроведе во пракса, за да одговори на потребите на генерациите кои не се неопходни да останат овде? Сметам дека треба да го приспособи пазарот на трудот со образовниот систем, бидејќи тој јас што постои кај младите е доста голем проблем. Понатаму повеќе можности за економско мокнување и за вработување и квалитетен живот, од аспект на тоа што младите луѓе навистина им е потребен квалитетен социјален живот, квалитетен културен живот, им е потребно да живеат во здрава средина, им е потребно да живеат со здрав воздух, така што многу параметри има кои што треба да се исполнат за да ги исполнат потребите на младите. Но кој ги земеме предвид статистичките податоци од уписот во основно и средно образование, па и на факултетите сега, ќе забележиме драстична разлика во бројот на запишани ученици. Тоа веројатно треба да е доволен аларм дека треба да се прават сериозни промени, бидејќи млади се помалку имаме. Затоа што повеќето млади се за жал иселени од тука. И да, треба да се направат промени. Едноставно може да се види самата промена дека веќе не се заинтересирани, како да речем, пред 10 години за општествени науки, за гимназија. Тука имаат точен фокус што сакаат да студираат и што сакаат да бидат и зошто одат на техничките, да речем, средни училишта, затоа што сакаат, така сметаат дека можат побрзо да најдат можност и начин да си одат од тука што побрзо со образованието што ќе го стекнат. Фестивалот ќе споменеме дека дел од иницијативата соработка за заедничка иднина. Какви други активности реализиравте изминатиот период, Анелија? Самата иницијатива работи на 4 нивоа. Првото ниво е тукму ова со младите, што за мене е едно од најдрагото, затоа што успеваме да спојме млади луѓе од двете земји на месечно ниво, дали преку онлайн или физички активности. Во последните 4 години имаме споено повеќе од 3000 млади луѓе, дури земајќи го фактот дека работевме во време на COVID. Значи, претходно имаше фестивали, различен тип на културни, забавни активности, панел дискусии, конкретно за младите, по желбата на младите, каде што секогаш истакната билатералната соработка или добрососедските односи или што младите луѓе од двете земји сакаат. Вториот дел е дел за вмрежување, каде што работиме на вмрежување на различен тип на чинители, каде што се владени чинители, академија, професори, универзитети, бизниси, различни владени организации, каде што тежнееме да направиме на неформална мрежа која што ќе потикнува самата соработка и досега имаме направено 3 форуми, каде што имаше повеќе од 150 различни чинители кои што имаат интерес да вложуваат во младинската соработка. И третиот пакет на активности, како може така да го наречам, е застапување и соработка со носителите на одлуки, бидејќи овој механизам на билатерални канцеларии за младинска соработка е нешто што е пропишено и во самиот преиспански договор, па од тука самото официализирање на ваквите канцеларии треба да биде предводено од двете влади. И овој дел е нешто каде што ние највише можеби притисок правиме, затоа што се уште нема доволна политичка волја, иако некогаш тоа го подпишале, официјално да ги подпишат актовите за формално формирање на самите канцелари. Какви се очекувањата за сабота? Ако нешто знам дека младите многу добра енергија ќе му донесат на Воландово. Очекувањата, ајде да додам од тоа што беше во 2021 година, од првата едиција, и дека ќе има супер забава, релаксирана атмосфера и многу пријателства ќе се создадат за време на ово еднодневен, иако е кратко,
ама знаеш како викаат, кратко и сладко. Да. И дека ќе има доста дружење, ќе научат нешто едни за други, бидејќи ќе имаат можност да играат традиционални танци, грчки, македонски, па да видат дали има сличност или има разлика. Ќе може да слушаат малце друг тип на музика, да слушнат музика, грчка музика од младенски грчки бенд кој свири како инди рок, што не е некој жанр што можеби најчесто младите го слушаат, така што мислам ќе биде отварање на повеќе нови видици и хоризонти. По завршувањето на фестивалот ќе ве имаме тука со фотографии и видеа да видиме како помина, но само нешто ме интересира. Пред се чини години и половина имавме првата средба овде во студиото 3 на МТВ, изборувавме за предизвиците пред кои се исправени младите, меѓу другото и вие. И ве прашав зашто размислувате вие во иднина, а ми одговоривте па каде да заминам за подобро утре. Години по подоцна се уште сте тука. Што ве држи тука? Па веројатно ентузијазмот дека може се уште нешто да променам, се дека моментот кога ќе чувствувам дека правам некоја промена, па дури тоа да е минимална промена од 200 луѓе во Валандово, ќе бидам тука ако знам дека на мал дел од младите околу мене има возможувам некаква можност, ќе бидам тука. Бидете така и бидете тука. Тоа го посакувам, бидејќи имам одлични пријатели и одлични соговорници. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро.